Жителите на Беловиште денес го прославија 100-годишниот јубилеј од осветувањето на црквата Света Богородица, која се смета за црква со најубав живопис од сите цркви во Полог. На пригодното одбележување беа извршени светите тајни водо Свети Маслосвет од страна на парохискиот свештеник прота Перица Бојковски во сослужение со свештеници од Тетовското архиерејско наместништво. Господе моја светлина и моје спасение, од кого ќе се бојам? Господе, сила на мојот живот, од кого ќе се плашам? Од посланието на светиот апостол Павле до евреите ќе се чита. Браќа, како нешто осветува, така и оние што се осветуваат, сите се одедени, затоа не се срамува да ги нарече браќа велики. Ке го освестам името Твое меѓу браќата мои на се црква, ке те освеа. И пак јас ке се навеам на него и пак ке те левени и децето што ми ги даде Бог. А бидејќи децата се учесници во плота и крвта, затоа јас се да еднакво ќе спомни. Апеку сматра да го помилуваме. Пак вака, значи јас сум овде веќе проксија 23 години, Тајревско-братишка прохија. Селото Беловиште, значи постои околу 80 домаќинства православни што се. На денес ден на Свети апостол Тома, денеска црковниот одбор и заедно со благослов на неговото високо превштеството митрополит Тетовско-Гостиварски Јосиф, даде благослов, значи да се изврши масло свет и голем водосвет. Црквата е градена негде 1910 година од познатото семејство село Беловиште, Маринковиќ. Значи 1914 година црквата е осветена. Во селото постојат повеќе цркви. Значи селото постои, ова црква е посветена на Света Богородица на 21 септември на Мала Богородица, пошто селото стави како селска слава заштитничка на селото. Постоела црква и Свети Атанасија, значи веднаш до Света Богородица црквата, постои Свети Кузман и Дамјан во селото. И еден манастирски комплекс тој е на Петачко водиче, значи Свети Јован Крстител, дар од господинот Јован. Председателот на црковниот одбор Борко Матоски е повеќе од среќен што баш кога е тој дел од црковниот одбор се организира ваква прослава по повод 100 години од осветувањето на една од трите селски цркви. Како е чувството да се биде председател на црковен одбор баш кога оваа година на денешен ден се чествуваат 100 години од осветувањето на овој свет храм? Чувството кај нас е добро дека по толку години сите се осеќаваат дека многу и радоста е добра што и толку наши посетители дошле, имаме и од страна подршка од иселениците наши од Америка, од другиве земји, од Европа, и поранешна Југославија. Жителите на Беловиште не ја кријат радоста што присуствуваат на овој голем јубилеј. Дел од истиот беа и некогашните жители на Беловиште, времено иселени во странство. Јас сум Раде Ѓорѓевски. Моментално живеем во Америка. Сам отишол тамо пред скоро 41 година. И сега сам дошол овде мало на одмор за еден месец. И сега ми каза дека ќе би има прослава 100-годишница од црквава. Тоа многу ми е мило што и тачно сам дошол на време, а не сам знаам. И тоа е добро. И многу убаво ми е мило што црквава добро го одржавал. Многу е убаво и све женеви овде од село Беловиште многу убаво работал. Све што има, се заеднички работа, тоа е многу убаво. Јас сам Блажевски Љубомир, член на црковниот одбор. И чест ми е и мило ми е што сам доживел прво едно вакво осветување на 100-годишнина. Тоа ретко се доживува и кој може да доживи таквија. Се надеам и идните поколенија ќе продужи со таа традиција да го одржава црквата, да биде све како што било до сега. Стојче Ѓорѓевски старешел од местната заедница, присуствувам на овој собир, односно на црковен народен собир во село Беловиште. Сметам дека собирот беше доста добро организиран и во име на сите гости
Јас сум избран да дадем благодарност према организаторите на овој собир. Сметам дека овие настани треба да се почитуваат и понатаму во сите населени места и таму кај што има потреба. Веднаш по одслужената литургија, црковниот одбор на селото приреди пригоден ручек за присутните гости. Им се заблагодари што се повикале на нивната покана и што го збогатиле овој значаен настан за жителите на Беловиште. Црквата Света Богородица во Беловиште е изградена во почетокот на 20 век на местото каде дотогаш постоела мала истоимена црквичка. Нејзини зографи биле од осо и мијачко. Во селото има уште две цркви: црквата Света Петка во горниот дел на селото кај Беловишките водопади и црквата Свети Јован Крстител, која се наоѓа во нејзина непосредна близина.